Собранието ја започна постапката за избор на државен обвинител. Во наредните 15 дена, јавните обвинители и кривичните судии кои се заинтересирани за оваа клучна позиција во судството имаат можност да се пријават на огласот, објавен во Службен весник. Огласот трае до 26 јануари, а кандидатите пријавите треба да ги достават до парламентот. На огласот можат да се пријават само оние кои имаат најмалку 10 години непрекинат стаж како судии или обвинители во кривичната област. Не е важно дали моментално се на функција, важно е да го имаат тоа искуство. Покрај овој посебен критериум, кандидатите треба да ги исполнуваат и општите услови. Да има завршени правни студии со стекнати 300 ЕКТС бодови или 7 степен на образование од областа на правните науки или нострифицирана диплома од правни студии во странство за стекнати 300 кредити. Да има положено правосуден испит во Македонија. Советот на јавни обвинители, откако ќе заврши огласот, има рок од 15 дена да даде позитивно или негативно мислење за пријавените, а ако не испрати мислење на време, рокот се продолжува уште 15 дена, пошто се смета дека мислењето е позитивно. Потоа, владата го доставува предлогот до собранието за именување на кандидатите кои добиле зелено светло од Советот, а ако нема такви, собранието ќе распише нов оглас. Жешкото столче на државниот обвинител една недела пред Нова година го пополни обвинителката Анита Топалова-Исајловска. Советот на јавни обвинители ја избра за вршител на должноста по неговата оставка. Таа беше единствен кандидат и пред да биде избрана, ја извршуваше функцијата заменик државен јавен обвинител. Љупчо Куцевски самиот си поднесе оставка откако собранието на седница го стави неговото разрешување. Тој ќе биде запаметен како единствен јавен обвинител на кого му е изгласана недоварба, но исто така и првиот функционер